Денеска ќе говориме за една тема која што се прилагодува на самото пролетно време, иако конкретно за деновиве можеби не е погодена со оглед на тоа дека имаме облачни денови. Овој период е убаво да се зборува за нашите велосипеди, односно како правилно да ги обезбедиме, односно како да избегнеме кражби. Ово утро сме заедно со мојот денешен гостин Виктор Георгиевски, кој е долгогодишен велосипедист и ќе знае многу повеќе да ни каже на оваа тема. Виктор, добро утро и добро дојдовте во утринска. Добро утро, Марија, како сте, дали сте добри? Ние секако дека сме добри, а уште подобри што имаме можност да говориме на оваа тема. Се надевам дека и вие сте во пријатна атмосфера заедно со нас. На самиот почеток ќе прашам кои се најчестите грешки кои што ги прават велосипедистите при заклучување на својот велосипед? Најчестите грешки за заклучување на велосипедот се тоа што луѓето ги заклучуваат само за тркало. Тоа е најголема грешка, или само кај воланот, затоа што само тркалото ако се затвори може лесно да се скине и да се извади целиот велосипед. Колку е тоа небезбедно? Па е доста небезбедно, да, затоа што е само тркалото врзано, он може слободно да го откачи, тркалото да остане, а целиот комплетен велосипед, другото што останува да си го понесе со него. Може ли да кажеме кои видови на катанци се безбедни? Најмногу ќе не завршат работа. Да, најбезбедни катанци се юлок катанците, што се малце поскапи, но после долго истражување најдов некоја поевтина варијанта. Чекам да стигнат за отприлика некои 2 недели да ги истестирам па да видим. Тоа е многу јак челик што многу тешко се кине. Тоа не може да се скине со клешти. Треба да се земе шмишевна и да се сече. Тука више отиде саат и пол за да го земе. Друго, овие се класични сајли, што се препорачуваат да се заклучува велосипедот, али да се гледа во исто време. Значи, некои 5 до 10 минути може да се остане, али да биде во гледна точка. Никако поише од тоа, затоа што ова многу лесно се кине и се препорачува цело време кај да се заклучи велосипедот да биде во гледна перспектива. Затоа што ако се трне поглед со овие типови на сајли, тогаш е многу лесно да се украде. Дали има најдобри локации за оставање на нашиот велосипед? Иако катанците ќе не штитат, 90%, сепак 10% игра улога и самата локација. Каде го оставаме велосипед? Нема нешто такво. Не постои некоја посебна локација. Како што кажав, треба да е во видна точка велосипедот цело време. Значи, ако седнете тука да пиете кафе или влезете до банка да платите сметки или да платите промет, било што, да се вртите велосипедот цело време да биде во гледна перспектива. Дали според вас има некои соодветни паркинг места за нашите велосипеди во Скопје? Соодветни паркинг места мислам дека нема. Се уште мислам, они имаат стаено надвор, али пак не е тоа нешто. Пак мора да се затвори со сајла, со катанец, со нешто друго нема. Добро, тоа за лична безбедност вера. За лична безбедност дома. Да, најубаво. Тие што живеат во станови препорачувам да не ги оставаат надвор велосипедите во влезот никако, или на терасата кога има тераса, или во подрум, али во подрум исто ако биде, зашто често ги обиваат и подрумите, внатре во подрум исто нека биде заклучен велосипедот, барем малце да се поизмачи тој што сака да го украде. Според вас безбедно ли е Скопје за велосипедистите генерално земано? Побезбедно за разлика од пред 5 до 10 години? Па мислам дека е безбедно, да, до негде, али не знам. Сега во моментот сум слушнал дека има често кражби, у задње време немам нешто слушното, недела две, али треба пазење. Треба пазење. Значи да не се остава велосипедот никаде, поготово овие поскапите велосипеди што се. Тоа сакав и да прашам пред самиот крај, бидејќи секојдневно сте во комуникација со велосипедисти, дали можеби сега во скоро некој се пожалел на кражба, дали можеби ви раскажал некоја несекојдневна случка? Да, пред месец дена на 2 згради од мојот влез, жената си го стала велосипедот на 5 минути да се качи дали да земе ручек или до тоалет, не е битно. Значи 5 до 7 минути велосипедот го снемал. Со класичен катанец. Мислам со класична сајла, иначе со U-Lock мислам дека ќе биде многу потешко за тој временски период да го украдат велосипедот. Уште еднаш да го покажеме најдобриот катанец, односно најдобрата заштита? Па најдобрата заштита синџирот вака. Ова сајла вака и тоа што ќе стигне за 2 недели од сега. U-Lock тоа во моментов го немаме, али ќе го имаме за 2 недели. Се разбира дека повторно ќе зборуваме за велосипедите, за нивната безбедност и општо за самите велосипедисти и условите во Скопје. Ви благодарам многу за одвоеното време и што имавме можност да направиме едно вклучување. Ви благодарам на вас, секад ми е мило што сте гости тука. Благодарам уште еднаш. Се надевам дека го задржавме вниманието на велосипедистите со оглед на тоа дека кажавме некои информации од аспект на безбедност, односно како да биде Скопје побезбедно за самите велосипедисти и како правилно да се заклучува самиот велосипед.